Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојдете во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Во денешното издание на оваа емисија, како почеток на оваа работна седмица, ќе разговараме за тоа што најмногу беше зборувано во текот на викендот, односно после објавувањето на сторијата на нивниот интернет портал од страна на Focus.mk, чиј што наслов носеше скандал околу 80 бебиња починале на клиниката за гинекологија за 6 месеци, а само 20 во последните 2 недели, а останатите медиуми почнавме дополнително да ги истражуваме работите со тоа што денеска колешката Христина Новевска во својот прилог за дневникот во 17 часот со официјални податоци произлегува во својот извештај. Токму да го проследиме прилогот во интерес на оваа емисија, па ќе се вратиме назад во студиото. Од јануари до март годинава починале 61 новороденче, покажуваат официјалните податоци на Државниот завод за статистика. Иако вчера докторите од гинекологија се лутеа зашто новинарите бараат одговори по изнесените информации дека за 6 месеци на скопска гинекологија починале 82 новороденчиња, а само во последните 2 недели починале 20. Дали овие бројки се вистините не одговараат од Заводот за статистика, иако податоците за смртност кај доенчиња ги обработуваат на месечно ниво. Извештајот на второто тромесечие, велат од статистика, ќе го објават кон крајот на август. Дали бројките се извадени од контекст како што вчера рекоа од гинекологија, не одговараат ниту од Министерството за здравство, откаде досега ниту ги демантира изнесените информации, ниту пак ги потврдија. Додека пак од Институтот за здравје на мајки и деца, кои дополнително ги обработуваат податоците од статистика, велат дека изнесената бројка не мора да ја отсликува состојбата на здравството, бидејќи велат на гинекологија се третираат најкомплицираните случаи кои таму стигнуваат од цела Македонија, вклучувајќи ги и приватните гинеколошки клиники. Доктор Драги Тантуровски од гинекологија вчера потенцираше дека статистиките треба да се вршат на подолг период, но од кога беше прашан која е најчистата причина за смртност кај новороденчињата, докторот се налути. Ништо не кријам. Во животот никош не сум кријал и нема да ви дозволам овака. Со мене така не се разговара. Јас сум врвен професионалец и не дозволувам оваков однос. Тоа што вие сакате да маркирате е ваш проблем. Крај. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, Македонија има највисока стапка на смртност кај новороденчиња, поточно бројката од 14,3% смртност кај бебињата, во земјава изнесува 3 пати повеќе од европскиот просек, кој изнесува 5,2%. Само минатата година, според официјалните податоци, мртвородени имало 198 новороденчиња, од 23 260 родени. Во текот на вчерашниот ден, Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство Скопје со соопштение до медиумите го кажа следното. Користените податоци се уште неофицијални и необработени и нивно ставање во контекст на напад на Универзитетската клиника го сметаме како навреда за целиот колектив, односно за вработените, кои секојдневно во 24-часовен континуитет совесно ја извршуваат својата работа. Универзитетската клиника е терциерна здравствена установа која годишно има до 6000 раѓања, иако во првобитно проектираниот нов објект проценетиот капацитет беше 3500. На клиниката работат 470 вработени кои 24-часовно крајно професионално си ја извршуваат својата работа зависно од работната позиција на која се распоредени. 0260 91924 0260 91925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Доколку имате можност, се разбира да споделите свое лично искуство од она што сте го имале, да речеме, во контекст на денешната тема, а која што гласи 61 починато новороденче за 3 месеци во 2016 година, а институциите молчат. Токму за ова зборуваме, официјална статистика која што произлегува од обработката на податоците и на извештаите кои ги има Државниот завод за статистика. Од старт, значи, ќе подсетувам сега во секоја емисија, ќе ги замолувам гледачите, барем оние кои што најредовно добиваат врска, доколку можат да се воздржат од јавувања, ако немаат ништо да кажат на конкретната тема, или да споделат мислење кое што вистина го споделуваат секој пат заради тоа што најредовно и најревносно добиваат, и доколку не можат да кажат нешто поособено, да не се јавуваат, туку да остават можност на останатите гледачи кои што не успеваат да добијат токму поради нив комуникација и не се вешти толку добро за да добијат комуникација, за да може да ги оставиме и да имаме разноликост, се разбира, во јавувањата во ова контактна емисија. Добар ден. Ало.
Ве слушам, повелете. Добар ден, Огне. Во овие 3-4 месеца ми е второ јавување, фала му на Бога што добив. Мило ми е и мене, повелете. Слушам нов глас одеднаш и викам, добро е, од старт почнуваме добро. Јас сум здравствен работник, иначе во пензија. Поздрав до вас. И благодарам, и мене ми е стварно многу криво кога вака слушам вакви работи. И се чудам, не можам да се начудам, директорот на клиника, како на вашите колеги им прети со прст, со ова, со она, а никој тоа не го измислил, сигурна сум. Јас сум одела и на терен, пред да си работам друга специфична работа, сум одела во село, во Куманово сме живееле, во села каде што предимно имало албанци, сум присуствувала на пороѓај, значи каде што све се случувало окей. Значи домашни породувања, во село, во ниви, ваму таму се пораѓале и немало ваква смртност како сега. Нека им служи на чест на нивната, не знам да кажам, да не навредам некого, не непрофесионалност, не грижа, не знам како да го наречам ова, меѓутоа, оти некој кој ќе се јави ќе каже, па сите дрво и камења по министерот. Прво и прво, во министерството треба да е доктор кој што е добро обучен, кој што знае добро работата да е министер, а може да има помошници како што е Тодоров и други, како советници. Али главната работа мора доктор да ја врши, кој што знае како да ја организира, како се работи, какви се условите. Јас гледам сега во Белград, значи, мислам дека таква смртност, сигурна сум дека и на нив ќе им биде чудно. Сега имаат набавено 4-5 апарата во кои што ќе одма го открива дали бебето, мислам, има проблем со слухот, а да не зборувам за гама, ножеви, за ова, за она што веќе ми имаат. Значи, кај нас нешто се запостави многу здравството, а само фалби имаме на телевизија. Благодарам и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ќе ја замолам само режијата од следниот гледаш малку погласно да со тонот. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некој друг? Повелете. Инаку, според Државниот завод за статистика, во 2015 година се родени 23.260 деца, од кои 198 се мртвородени. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Почитување. Почитување и до вас, повелете. Огнен, доктор Манев ја прв пат се јавувам кај вас. Поздрав, доктор Манев, повелете. Верувајте, почитување се работи за една многу важна тема, чувствителна тема, одговорна тема на сите нивоа. Значи се работи одговорноста е кај докторите, одговорноста е во општеството, одговорноста е кај вас новинарите и се пошироко. Јас се сеќавам, јас на некој начин, кога мајчин дом имаше 66-та година, 67-та тука 10 до 15 смртни случаеви, јас бев донесен од Косово да бидам педијатар во мајчин дом во Скопје. Значи се работи за една крупна промена во која што моето семејство едноставно со камиони, со специјални возила и така натаму беше пренесено, затоа што проблемот не се работеше дека не може да го води детската клиника, него проблемот се работеше дека кадрите треба да се сменат. И се сменија кадрите тогаш по мајчин дом и така натаму. Него сега се вратиме на проблемот. Ајде, повелете. Видите, овој проблем е многу сложен. Овој проблем подхитно треба да заседават највисоките органи во државата. Овој проблем не е чак ни во надлежност на министерот. Овој проблем е во надлежност на една структура што може да председателот на државата ќе ја формира од стручни кадри кои што ќе го надмине. Затоа што се работи за пренатална заштита на новородените и постнатална заштита. Одговорноста е многу голема. Македонија има поголем проблем со ова што сега се случува. 20 деца да ти умрат за 2 недели. Или поинаку, тоа не значи дека докторите се виновни. Него има во целина системот е виновен. Значи, мора да се направи нешто во здравствената заштита, големи радикални резови. Ја еве директно ќе си дозволам, господинот Груевски го почитувам, меѓутоа, господине Груевски, повелете, дајте, ставите рака на овој проблем, затоа што вие сте сега на некој начин индиректно, не сте премиер, меѓутоа сте во рацете вие
македонската политика и така натаму во сите сфери на животот, тоа значи и во здравството. Не може ова да се случува. Значи, институцијата гинеколошка клиника, институцијата родилните одделенија во Република Македонија, институциите матичните гинеколози, институциите кај што немаме гинеколози, кај што немаме педиатри. Во Македонија најмалку моментално му требат, да не претерам, али 50 педиатри и 50 гинекологи да се распише конкурс, затоа што овој систем испуштил да специализираат големија од 4 на 6 години. Значи, се изгубивме во просторот и во време во Европа. Так. Значи, дајте на народот да му пружиме една социјална сигурност. Знаете што значи? Вие, се извинувам, ја малку се возбуден, Огнен, вие сте млад, ки имате утре, сакам да ви посакам течиња. Сакам вашата сопруга утре да ја пратите на гинекологија, на било кој дел да се породи. Јас сум тоа го правил као доктор и така натаму. Меѓутоа не сум сумњал. Значи, се работи за пренаталната и постнаталната заштита. Дајте структурите македонски, сите научници, сите детската клиника, гинеколошката клиника, без субјективност да се бара. Не треба да се бара некоја, да бараме сега одговорност. Одговорност после 6 месеци или година дена ќе бараме. Дајте проблемот да го надминеме. Гинеколошката клиника подхитно ембарго треба да и се стави. Апаратите дали имат бактерии. Мислам на сместување на дечињата и така натаму. Со други зборови, има многу големи проблеми кои што може да се решат и брзо да се решат и така натаму. Благодарам што сте го поставили како проблем и така натаму. Верувам дека секој граѓанин е возбуден, затоа што секој ќе се најде дали во родилка, дали во татко, дали во дедо, дали во баба и така натаму. Ова е најголем проблем во државата. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убав ден. Медицинскиот тим на Скопска гинекологија работи професионално. Бројките за смртноста кај новороденчињата се шпекулација, а статистиките од клиниката ќе излезат на крајот од годината. Ова беше ставот во текот на вчерашниот ден на клиниката за гинекологија по изнесените информации во јавноста дека за 6 месеци починале 80 новороденчиња, а само во последните 2 седмици починале 20 бебиња. Доктор Драган Тантуровски, гинеколог акушер, вели дека за конкретните бројки треба да се води евиденција по долг период. Прашањето дали се вистинити бројките и која е најчестата причина за смртност кај новороденчињата го изнервира докторот Тантуровски, кој повикувајќи се на долгогодишното искуство ги нападна новинарите посочувајќи ги со прст. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Гледачка од Кочани. Поздрав до вас. Мајка на 2 дечиња. Поздрав до вас, да ви се живи и здрави. Повелете. Ви благодарам. Вака, сакам да споделам нешто во вашата емисија. Значи, јас се лечев 5 години стерилитет. Во мојата 5-месечна бременост, во првата бременост, значи овде во Кочани, докторот ми кажува дека моето бебе е мртво. А потоа бега. Значи, избегнува. Веднаш, после неговата констатација, пошто беше на слепо, значи нити преглед, нити ништо, дека бебето е мртво, кај мојот матичен доктор се воспоставува дека бебето е здраво живо. Добро. Значи, после 5 месеци јас раѓам бебе, женско бебе, здраво живо. И еве, моментално ќерка ми има 8 години. Со моите 2 дечиња, јас сум породена во Куманово. Од Кочани во Куманово. Затоа што во нашиот медицински центар во Кочани ние немаме гинеколошки кадар. Преди се, односот према пациентите и малтретирањето психички и физички врз пациентите, значи тоа е нешто крајно непрофесионално. Како може пациентката да може да се породе во Скопје или во Штип, а да не може да се породе во Кочани. Сега додека таа да го помине тај 2 часа пат од Кочани до Скопје, нормално дека ќе има компликации, преде се психички. Сакате да кажете дека немате воопшто гинеколог во Кочани? И тие што се постоечки гинеколози, моментално новата структура на гинеколози, не можат да работат затоа што немат алат. Значи, прво немат рентген за да се направи HSG, после, значи, воопшто тие немат тродимензионално или 3D или 4D ехо, значи се работи во 2D ехо. И нивниот одговор секојаш ќе биде: јас толку можам, толку ми дозволуваат апаратурата. Така.
Сега мајката родилка или мајката бремена жена, значи ќе мора да ти траже чаре понатаму, дали приватна клиника, дали Штип или Скопје. Сега додека мајката отиде до Скопје, значи тоа е на неа психичко малтретирање и кога ќе стаса таму таа е целата измрцварена, а не дај Боже да се носе, значи хитен случај до Скопје. И тај доктор што ќе направи, значи на него кај мајката родилка се бројат минутите, секундите. Докторот не е виновен таму. Доколку родилката е спратена на време. А при самото породување си зависи минутата, а не саатот. Так. Јас со своите 2 дечиња во Кумановската болница ме пораѓаше доктор Нисо Тасов, еден професионален доктор. Јас немам зборови за цел персонал, за нашата болница. Зборам за Кочани, значи треба да се засрамат. Добро. Јас толку имам само да ви кажам, на нашиот премиер нека обрате внимание која апаратура, со кои апарати се работи овдека, кои се доктор. Докторот е доктор, значи тој учел школа, бил на пракса, бил на специализација, значи своето знаење треба да го покаже. Ако нема апарати, ако нема алат за да тоа го сработи, неговото знаење е џабе. Така. Ви благодарам за јавувањето. Да, поздрав до вас и убав ден во Кочани. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Ве слушам, поверете, добар ден. Ме поттикна дискусијата на докторов кој пред малку разговараше со ваш Огнен. Поверете. Тој кажува дека проблемот е системски и вистина е системски. Не може да се обвини ниту еден доктор, ниту една сестра. Добро. Меѓутоа мора да се покаже со прст кој е виновникот. Само со вртење како дожд околу Крагуевац не бива. Значи, ако е проблемот систематски, се знае системот на здравството кој го води. Го води министерот за здравство кој се вика Никола Тодоров. Или уште како што го викаат министерот на смртта. И јас еден треба да го изеди живиот стран после вакви настани кои се чува кај нас во подолг период, не само во гинеколошко-акушерската клиника, туку и во здравството воопшто. Таму е хаос. Таму е хаос, во другите клиники сум бил лично и за лечење и така натаму, за превентива и куратива. Па треба еднаш да се стави како што се наградуваат луѓето, се вели се наградува заради такви и такви резултати, да се казни заради вакви пропусти. Едно бебе да му почини, тој треба да го изеди живиот стран и да се поднесе оставка. И благодарам што ме сослуша. Ви благодарам за јавувањето, поздрав и до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па сега, што да кажам? Ова е хорор во медицината. Може да верувам на бројките кои што ги извадија. Меѓутоа, односот на гинекологот, акушер, како се викаше? Тантуровски е многу непрофесионален. Тој со прст им прети на новинарите. Прво тоа. Второ, ќе чекаме до крај на годината па статистика да објави. Прво, ја во статистичките податоци не верувам, бидејќи немаме попис на населението. Статистика работи на некои турски пописи. Фигуративно речено. Меѓутоа, новата клиника новата гинеколошка клиника е навистина убава. Меѓутоа, убави се само собите кај што се родилките. А за персоналот тоа се во средина, без прозори, без ништо. Тие тука тој персонал спрема инекции, едно друго, знаеме какви мириси доваѓаат од тоа. Тие се непрофесионално направени. А додека имаме вработување со партиски книжки, вака ќе биде. Добро. За министерот Тодоров да не зборува, многу е зборувано. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Да.
Се јавувам од Битола. Поздрав до Битола, повелете. Фала и поздрав и вас. Благодарам. Така, само јас имам еден предлог за докторите. На секој доктор треба да има некоја одговорност, како секоја и работа. Секој како што работи се има да има нешто, ако се случи, некој да има некој тим некако од појќеле службени лица, така мислам. Што се и да види зошто е направената, зошто почина тоа. Например, бебето она да видат да си носи одговорност. Нешко секоја и работа. И не таков имаме предлог да си направат лекарите еден тим и да види што е проблемо зашто се настана таа компликација, дали е грешка на докторите или па пациентот нешто да се што како е само така имаме предлог во министерството така нешто. Добро. Да има. Ето, ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Ве слушам, повелете. Ќе зборувам многу брзо. Ајде. Вака сега, немам компетентност, не сум доктор, меѓутоа имам компетентност од друга страна, од страната на страданието, 30 години бев бездетен. Па сега Господ ми даде машко дете пред 6-7 години. Да ви е живо и здраво. И се сочувствувам со оваа тема ваша. Сакам да речам, велат некој системот на вредности е виновен, со систем. Значи ние сме виновни во тој систем на вредности. Некои го повикуваат Груевски, од друга страна велат диктатори, од трета страна Груевски брзо. А Груевски нема компетентност да се меша во овој сектор. Кој има компетентност? Инспекторот од МВР. Зошто молчи? Треба да се направи истрага. Значи, сега ќе бидам малце болно параноиден, за да се справам со болната состојба. 2-3 минути ќе се почувствувам параноик. Се сеќавам на еден филм Доктор Килдер. Што ако има такви профили? Кој треба да ја открие? Новинари треба да ја откријат. Таму треба екзактна истрага. Психологија треба да се употреби. Компаративна психологија треба да се употреби. Дали сте ние способни да истрага да водиме? Се работи за многу интелигентна особа, например, сега. Завршва мојата параноја. Значи, примарно компетентен е МВР да води истрага. И прво, на крај резимирам со една реченица, дали е сето тоа точно да се провери. Добро. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Focus.mk во објавувањето на оваа информација со 60 починати новороденчиња за неколку месеци и последните 2 недели 20. Во својот извештај на интернет порталот Focus.mk вели: нашата редакција располага и со имињата на пациентките, но и на лекарите кои извршиле породувања. Но за сега само одлучивме да ја објавиме нивната возраст и датумите кога се случиле породувањата и кога починале новороденчињата. Како дел од причините за зголемената смртност на бебињата се наведуваат нестручноста на дел од лекарите, инфекциите, предвремените породувања. Нашите извори коментираат дека ситуацијата на клиниката станува алармантна и дека повеќе не можат да премолчат што се случува таму со оглед на тоа дека се работи за нова зграда која почна со работа на само неколку дена пред предвремените парламентарни избори на 5 јуни 2011. Ова што се случува тука е кланица. Мора да се најде начин да се спречи умирањето на бебињата. Ние сме преплашени од овие случувања, коментираат дел од лекарите на клиниката. За Фокус. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Дали јас сум? Дали имаме некој на линија, повелете? Тука сум, тука. Зборуваме за тоа дека 61 починато новороденче имаме за 3 месеци во 2016-та, а институциите за тоа молчат. Добар ден. Па сакав да кажам... Дали се слушаме со некого? Фокус се пообиделе да стапат и во комуникација со директорката на Скопската клиника за гинекологија Марија Хаджилега, но не успеале да ја добијат на телефон. Според нивните информации, таа заминала на одмор и испратиле и SMS порака за да ја прашаат колку точно бебиња починале и кои се причините за тоа, но до објавувањето на текстот оттаму не добиле повратен одговор. Додека на клиниката за гинекологија се зголемува бројот на починати новороденчиња, министерот за здравство Никола Тодоров вчера во Штип тврдеше дека 93% од подготвителните работи за изградба на новата болница таму се завршени. Тој неколку пати досега излегуваше на пресконференции тврдејќи дека се намалува бројот на починати бебиња, но новите алармантни бројки го демантираат. Добар ден. Значи овој докторов што мапташе со прстот. Дали имаме некој на линија? Зборам. Ало. Добар ден, дали се слушаме? Зборам, Огнен. Да, повелете, добар ден, ве слушам. Ало. Да, повелете, ве слушам.
Па зборам цело време, ама нешто исклучено беше. Нешто имаше, изгледа грешка во комуникацијата. Повелете, сега ве слушаме. Значи, тој докторот што мапташе со прстот, не да мафта по вас новинарите, него додека министриве таму и тие главни раководства што им се по болниците, што закидаат на све и свашта по болниците на материјал на све, значи пуздер прават, на нив треба да мафта, не по вас новинарите. И ако сака да знае, да таму у клиника кога ќе влезе човек е како исто како у касапана кога влегол човек. За секоја една било каква интервенција, дали за пораѓај, дали за било кои други операции, потпиши бе бате овдека, ако отидеш исто како на лотарија да сме те стајле. Така функционираат. Никаква одговорност немаат, пуше се заканува тука. Срам да му е. Пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Повелете кој ни се јавува следен. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете? Добро, денеска нешто сме со телефониве како што не треба. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ве молам, вчера објавија дека беа 80, сега гледам 61. Се прашувам, како може да не зна јавноста пола година дека месечно се умират по 15 деца? Еј Боже, војна да ја немаше толку да изгинат. 15 деца месечно да умират. Па ова приказна на деца да му кажеш ке ти речат дека е лага. Срамота е бе со луѓето, со чувствата на луѓето се играте. Како бе ова, до која мерка дојде за да мака да се манипулира со јавноста? Да се рече дека 5 умреа многу е, 5 месечно е многу, не 15 и 10 дека биде сега како шо е. Страмота, греота е, чувствата на луѓето се повредени. Како лично сме повредени. А остави ги тие лекарите и другите колку се повредени, дали се повредени. Па греота е бе ова. Проштавајте, пријатно. Пријатно и до вас и благодарам за јавувањето. Доколку некој се сомнева во манипулација со бројките, само уште еднаш ќе ја прочитам првата реченица од прилогот на голешката Христина Новевска, кој што ќе го слушнете повторно во дневникот во 17 часот, кој вели: од јануари до март годинава, значи 2016 година за првите 3 месеци, починало 61 новороденче, покажуваат официјални податоци на Државниот завод за статистика. Значи, официјалните податоци на Државниот завод за статистика се дека во првите 3 месеци од 2016 починало 61 новороденче. Тоа е информација денеска официјална. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. За ова лично име не ми се верува, што прво и прво, ако навистина починале толку деца, а самите родители ке се кренат, и тоа не знам што би заправиле самите родители. Ке рече што е ова, доктори ли сте, што ли сте. Никој не каже дека статистиката тоа го кажала, него СДС го каже, а пред конференција, не знам кој таму беше, и кажа вака и вака. И не може они така од контекст да вадат такви работи. Прво, мислам дека по логика, сите родители би се крали би рекле да, точно е. Нема ни еден да се јави. Ова се само работи што се измислуват, не знам што се планира и така натака, меѓутоа не е окей. Толку одено. Ви благодарам за јавувањето, да. Поздрав до вас и ви посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Слушате, ќе бидам кратка. Починуваат бебиња, починуваат затвореници по затворите, починуваат во Демир Хисар и само луѓе починуваат и никому ништо. Ви благодарам. Ви благодарам и јас за јавувањето. Поздрав до вас. Тоа што е карактеристично за клиниката за гинекологија, пишува Фокус, е што досега оттаму никој не излезе да даде точни бројки колку вкупно бебиња починале и зошто. Сите податоци се кријат како државна тајна или како строго доверливи информации. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овој докторот се викаше што даде изјава. Тантуровски. Тантуровски, е така. Срамота е да дава таква изјава. Ако имаше податоци, требаше да ја каже на новинарите дали е тоа точно или не е точно, или ќе проверат, а не прстот да го предупредувачки да го... На крајот крајева, 30 години работел. Ако работел, земал плата за тоа. И тој останал со 30 години, него зеле во некоја приватна
клиника, значи, сега да не кажувам понатаму, да не продолжам со тоа. И требаше, например, да одговори на прашање. Зашто премиерот во приватна клиника ја однесе сопругата да пораѓа? Тоа да го одговори, значи не верувал во него. А да не зборам колку е катастрофална грешка што специализациите од 4 години ги изголемија на 6 години, не знам, специализации, тоа е катастрофа. Така. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, убав ден како за вас, така и за сите останати гледачи во текот на денешната емисија. Она што за крај ќе го прочитам, вели во соопштението кое што го имаше всушност клиниката за гинекологија и акушерство, вели нашата целокупна работа е јавна и достапна преку годишните извештаи на Републичкиот завод за статистика кои се објавуваат на крајот на секоја година. Важно е да се спомене дека според официјалните податоци на заводот, доенечката смртност во Република Македонија има тренд на опаѓање. Во 2004 година била 13,2 промила, додека пак во 2015 година бил 8,5 промили. За крај, бидејќи често го употребувавме делот со прстот кој што посочуваше, секогаш кога посочувате некого со прст, не заборавајте дека палецот секогаш е свртен во вас, додека вие посочувате кон некој друг. Истовремено, како посочувате кон некого, се посочувате и себе си. Пријатно.